Берово е пред предизвик и вистински момент хуманитарно да и се одолжи на Словенија и низините граѓани. Доброволци, пожарникари од Словенија експресно допатуваа во Берово да помогнат кога тоа на беровчани најмногу им требаше. Поддршката која Словенија даде во најкритичните моменти за Берово и Малешевијата никој пат нема да биде заборавена. А после самата елементарна непогода, општина Берово изради побара од Министерството за одбрана доколку формираат тимови за поддршка во Словенија да пратиме тими од нашата територијална противпожарна единица. Меѓутоа таа рече мора да пратат од армијата. А сами сега како би организирали ние, како би го тоа проследиле? Значи они ми рекоа дека тоа оди преку НАТО. Значи како земја членка они кажуваат какви сили им требат и каква поддршка и така организираат од секоја држава од регионот. Во меѓувреме, денеска министерката за одбрана Славијанка Петровска најави хуманитарна интервенција од Македонија за Словенија, која значи дека 100 наши војници ќе помагаат во справување со катаклизмата. Председателот на државата во координација со началникот на генералштабот и со мене се разбира денеска на седница на влада ќе донесеме одлуката за упатување на 100 војници од различен состав кои ќе одговорат на потребите на словенечката армија и на словенечката држава војна. Тие се подготвени да заминат уште денеска, во текот на попладната заедно со началникот на генералштабот ќе ги посетиме за да се увериме дека се подготвени и најрано утре се вајле ќе заминат, а денеска во 12 часот на седница на влада ќе ја донесеме одлука која што е формалниот дел од процедурата. Невремето на Словенија досега и приреди невидени штети во кои освен огромната материјална загуба, која се проценува на повеќе од 500 милиони евра, тоа одзеде и 6 човечки животи.